Пошто се разликува христијанството од другите религии? Зошто христијанството е посебно, уникатно? Прво и основно е тоа што христијанската вера се базира на буквално физичко воскресение на Господ Исус Христос. Апостол Павле го проповедаше воскресението како темел за вистинска вера на сите народи. Тој вели: зашто ви го предадов прво она што го бев и примил, дека Христос умре за нашите гревови според писмата, дека беше погребан и воскресна на третиот ден според писмата. Не постои вера која има правилна насока за спасение, ако не е темел Христовото физичко воскресение. Сите негови дела, смрт и воскресение, се во согласност со писмото. Како второ, христијанството е единствено во правилното гледиште за Бог. Христијанството е една вера, која учи дека има само еден Бог кој постои и се објави во три личности – Татко, Син и Свет Дух. Сите три личности се еден Бог, но сепак секој посебно се нарекува Бог. Како трето, христијанството е единствено по својата власт. Тоа има и прифаќа 66 книги на Стариот и Новиот Завет. Нема 77, туку 66. Овие 66 книги се инспирирани или вдахновени Божи зборови од Светиот Дух, кои ни се дадени како темел за верата и животот. Павле му напиша писмо на Тимотеј и јасно му предочи за неговата важност, велејќи: целото писмо е од Бог вдахновено и е корисно за поука, за изобличување, за поправање и за воспитување во правдата, за да биде Божиот човек совршено подготвен за секое добро дело. Со поразлични зборови и апостол Петар го потврди тоа што Павле му го напиша на Тимотеј. Петар вели дека сите пророштва и напишани книги се вдахновени од Светиот Дух и црквата не треба да се сомнева во ниту една изјава на она што е напишано во Библијата. Како четврто, христијанството е единствено по своето влијание. Новозаветната црква е основана околу 33-та година во Ерусалим, на денот на Педесетницата, кога дојде Светиот Дух. Во просторијата, каде што го чекаа ветувањето на Светиот Дух, беа собрани 120 ученици, заедно со апостолите. Од тој ден нивниот број се намножи на 3000. Потоа бројот се зголемуваше и достигна до 5000. Подоцна во 4. век, во Римската империја, христијанството стана официјално и многобројно и се повеќе се ширеше. До 21. век христијанството се намножи многу и тоа уште се проповеда и шири. И како петто, христијанството е единствено по своето учење во однос на спасението. Сите други религии и религиозни системи бараат дела, се занимаваат со обреди, церемонии, со цел да ги удоволат барањата на нивните богови или евентуално на Бог, но без вистинско познавање. Некои од религиите се занимаваат со реинкарнација и други видови на сваќање кои немаат никакви допирни точки со христијанството. Библијата учи дека спасението е втемелено само преку вера во Исус Христос, без да се вклучени делата како негова основа. Павле во сите своји посланија или писма тоа го нагласуваше, велејќи: зашто по благодат сте спасени преку верата, и тоа не од вас самите, тоа е Божи дар, не е од делата за да не се пофали некој. Тоа е запишено во Ефесјаните 2 глава. Има и други посебности, кои може да се набројуваат, но тие представуваат како основа по која се разликува од другите религии. Само христијанската вера учи за воскреснат Исус, која победи смртта, кој се објави како Божи син да му даде спасение на човечкиот род преку вера во него и неговата застапничка жртва. Секој што ќе го повика или признае Исус со вера, дека умре на крстот,
i po 3 dana voskresno od mrtvite će dobije spasenje za večen život. Normalno ako se pokaje takviot. Zato Biblията uči дека Исус е единствениот пат до рајот. Затоа што тој рече, јас сум патот. Мнозина ќе речат, јас сум во суштина добра личност, нема причина да не бидам во рајот. Имам грешки, жив човек сум, но многу добри нешта што сум ги направил, сигурно ќе бидат причина да одам во рајот. Бог нема да дозволи да одам во пеколот, ако не сум му целосно предаден и не живеам целосно според Библијата, зашто времењата се променија. Во пеколот ќе бидат само оние што се убијци, криминалци од секаков вид. Ако човек не ја познава Библијата, ќе помисли дека има некоја логика во овие тврдења. Но колку и да се логични, тоа не е одраз на вистината. Ѓаволот или владетелот на овој свет ги посејува овие мисли за да создаде конфузија и погрешни гледишта. Тој е Божи непријател и со тоа се обидува да има уште повеќе следбеници кои ќе завршат во пеколот. Тој се преобразува, како што вели Павле, како добар и ги користи сите методи на измама, особено кон оние што му припаѓаат на Бог. Павле вели дека им го заслепува умот на сите оние што не веруваат во Христа, за да не ги осветли Христовата светлина. Погрешно е да веруваме дека Бог не се занимава со ситни гревови и да мислиме дека тој ги гледа само крупните, големите гревови на најлошите луѓе. Секој грев, колку и да е мал, создава пречка и не раздвојува од Бог. Дури и некои беззначајни лаги и невкусни зборови се причина за одвојување и прекинување на заедништвото со Бог и повреда на неговата светост. Павле вели и општо Библијата дека сите луѓе се грешници и не се достојни за Божјата слава. Одењето во рајот не се темели на тоа дали сме направиле повеќе добри дела, а помалку лоши. Ако на ваков начин размислуваме, сите сме губитници и кандидати за во пеколот. Библијата вели, ако е по милост, не е веќе по дела, зашто милоста не би била веќе милост. Што да правиме и колку и да се трудиме, рајот не го заслужуваме според наши заслуги. Исус вели, влезете низ тесната врата, бидејќи широка е вратата и широк е патот што водат во пропаст, и мнозина минуваат низ нив. Верата во Бог, вистинската вера, не е популарна за овој свет, а и за многу така наречени христијани. Тие што го запознаа Бог не му припаѓаат на овој свет, бидејќи се ослободени од сите негови измами и робство. Затоа Павле вели, вие некогаш живеевте според еонот, тоа е временски период, на овој свет. Според владетелот на воздушното владење, владетелот е сатаната, духот кој сега действува помеѓу неверниците, тие се неговите чеда. Кога Бог го создаде светот, светот беше совршен, немаше никаков недостаток, се беше идеално и совршено. Зошто? Затоа што Бог е идеален и совршен. Потоа ги создаде Адам и Ева и им даде слободна волја да одлучуваат дали ќе го слушаат Бог или ќе му се спротивстават. Но за жал, Адам и Ева подлегнаа на сатанските лаги и неговите измами и му се спротивставија на Бог и сгрешија со грев кој ги одвои од него. Тоа одвојување резултираше одвојување на сите нас, нивното потомство. Нивниот грев стана и наш грев, мој грев. Бог е совршен и свет. Бог и тој не може да биде во наша близина ако грешиме. Како такви грешници, ние не можеме сами да му пристапуваме на Бог и да бараме милост ако немаме посредник. Тој во својата мудрост најде начин и пат како да ни овозможи да стигнеме до него. Библијата вели, зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој кој верува во него
да не загине, туку да има вечен живот. Јован 3:16. Токму тоа ни беше потребно, да знаеме дека и како грешници сме сакани и дека Бог го даде Неговиот Син да биде наш посредник, милостива жртва заради нашите гревови. Павле вели, платата за гревот е смрт, а милостивиот дар Божи е вечен живот во Исус Христос, нашиот Господ. Исус се роди да го покаже патот кон рајот и не само што ни го покажа преку Неговата мудрост и Неговите поуки, туку и умре заради нас. Откако умре на третиот ден, тој воскресна. Воскресна од мртвите, стана, смртта немаше сила да го задржи и се покажа жив на сите кои имаа можност да го видат во тоа време. Со Неговото дело, смрт и воскресение, тој е апсолутен победник и го отвори патот за небото, отстранувајќи ја бездната или провалијата помеѓу Бог и човекот. Со ова дело веќе стануваме блиски со Бог преку Светиот Дух, ако веруваме во тоа што е запишено во Библијата. Исус вели, а ова е вечен живот, да те познаат тебе, единствениот вистински Бог и Исус Христос кого си го испратил. Многу религиозни луѓе не го негираат Бог, тие веруваат во Бог и во некоја сила која ја нарекуваат Бог. Но и ѓаволот потврдува и вели дека има Бог. Верува во Бог, но за да се спаси некој, треба да се покае од своите гревови и да му верува на Бог на посебен начин во Божјото откровение преку Библијата и преку лично заедништво со Него преку Светиот Дух. Да се следи Неговото учење и да се живее во согласност со Неговата волја, подразбира, целосно предавање на животот во Неговите раце и живеење свет живот. Преку Христовата правда се оправдуваме, кога веруваме во Него. Само на тој начин можеме да се спасиме, макар колку да сме биле грешници. Исус лично се објави на човештвото, дека тој е единствен пат до рајот, велејќи: Јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа при татко ми, освен преку мене. Според оваа изјава, ние сме убедени дека Исус е патот и не постои уште еден пат, пат на своја лична добрина или своја измислена религија. Сите религии на овој свет се производ на човекот кој ги осогласува според неговите потреби, па затоа и измислуваат свој пат до рајот. Но Божјиот пат е само преку Христос. Религиите не гледаат сериозно на гревот. За нив гревот е нешто човечко и не толку опасно кое може да се опрости преку некое лично жртвување или давање некој дар. Но Бог стана човек во Христос и го плати долгот што му го должевме. Исус беше Бог за да го плати долгот и Исус мораше да биде човек за да умре за долгот да го плати. Спасението е достапно за сите луѓе, само преку вера во Христос. Петар потврдно рече: нема спасение ниту во еден друг. Ниту има друго име дадено под небото на луѓето преку кое мора да се спасиме. Тоа е патот што води кон рајот, кон небото. Нека Бог ве благослови, почитувани слушатели. Амин.